како да поголема општествена одговорност. Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Почитувани, ја следите емисијата Одговори и одговорност. Денеска наш гостин, како што најавивме, е еден лик од сферата на образованието и верувам дека ќе се вклучите со своји искази, мислења, ставови. Ве покануваме отворено да не контактирате на нашиот телефон 076 802 595, а повод на вистина интересен. Основното општинско училиште Кире Гавриловски Јане годинава одбележува еден значаен јубилеј, 60 години од своето постоење како образовна институција, 60 години воспитно, образовен и работен процес. Гостин ни е директорот на оваа институција, Кети Стевананџија. Тоа е и поводот што сте наш тука гостин. Еден значаен период каде што 60 генерации поминале, така би рекла, низ ова училиште. Голем број на ученици, наставнички кадар, веќе 60 години би рекле, на секој 1 септември се слуша звончето од ова училиште, ги пречекува новите генерации, но првата генерација била токму учебната 1960-61. Токму и ова е моето прашање. Малку ќе зборнеме за историјата, но би интересира, има ли познати имиња прилепски кои што седеле на овие клупи и кои што излегле од овие клупи, познати имиња кога велам во општественото живење, културно, спортско и така натаму во Прилеп и во Македонија? Извел ли некој значаен лик ова училиште? Така, најпрвин добар ден вас. Една голема благодарност еве бити до вас и до вашата екипа што секогаш сте присутни да не промовирате како училиште, како институција и се што е она ново да го споделите со нашиот народ во општина Прилеп. На почетокот еве околу 60 годишнината искрена ќе бидам околу историјатот на нашето училиште. Имаме мал број на документи, записи од она што се знае. Точно, училиштето е изградено 1959 и започнало со својата воспитно-образовна дејност во 1960-61 заедно со училиштето Гоце Делчев. Како познати ликови, сигурно има голем број, поминале плејада на ученици. Јас неколку би спомнала. Тука е актуелниот директор од гимназијата Диме Настески. Исто така професорка Виолета Белакаповска. Додека од спортот еве како не би знаела да кажам, многу немаме податоци, со надеж дека и една идеја да направиме монографија за нашето училиште, да се наврадиме од тој период и да обезбедиме информации и записи, секако во соработка и со архивот, за тоа колку генерации, кои ликови, колку ученици би биле од она што можеме да кажеме. Од оние информации имаме само слики, податоци немаме. Училиштето на почетокот биле само 6 училници со 7 наставници и една забавишна група. Ова зборувам во далечната 1955-56 година, кога биле изнајмени просториите во зграда и ги опфаќала учениците од Ѓогдере, од таа област. Веќе подоцна почнал да се зголемува бројот на учениците, така да околу 60-тите, 70-тите години бројот на ученици стасувал и над 1000 ученици. Континуитетот се одржува, меѓутоа последните, да речам, 10 години постепено опаѓа со самото иселување на младите луѓе. Меѓутоа го одржуваме тој број, еве денес имаме 875 ученици. Училиштето се менува, се менува кадарот, меѓутоа сепак од сликите што можеме да ги видиме од минатото, колективот секако биле успешни педагози, кои ден денеска будат дубави спомени кај голем број на ученици кои што поминале точно во нашите училишни клупи. Јас верувам дека некој ќе не исконтактира, ќе се јави за да може да слушнеме какви се спомените од ова училиште, може да бидат ученици, може да бидат наставници, ќе ни биде драго да бидат дел од оваа емисија, ќе ни ја надополнат и ќе ни ја збогатат емисијата.
Така. Но и вие сте биле ученик во тоа училиште, па можете вака да ни раскажете, еве од тука бидејќи сега сте и раководител, каква била инфраструктурата на училиштето некогаш, каква е денес, дали се подобруваат во текот на годините условите за учење, каде е најслабата точка на училиштето, има ли можност училиштето да има подобри услови, бидејќи сепак доаѓаат нови генерации кои што бараат поинакви услови на воспитно-образовен процес во една институција. Ајде малку за вас пример да направите на споредба. Јас ученик во Кочораци, значи не сум ученик од Кире Гавриловски, меѓутоа сигурна сум дека сите овие години, 60 години, раководителите кои што биле се труделе да ги подобрат условите, да обезбедат подобар воспитен образовен процес. Она што јас би можела да кажам во овој период близок од 3 години, зградата како зграда е доста добро поставена, значи сончеви се сите училници, има доста голем број на училници, 11 на првиот спрат и на вториот спрат. И до овој период се истите тие училници кои што биле од градбата. Меѓутоа успеав, јас можеби така од женска страна, малку организирано, училиштето да го направиме да биде пријатно место. Тргнувајќи како дома, што сакаме сите да бидат убави ѕидовите, со убави топли бои, така и за нашите ученици. Постепено, значи во текот на овие 3 години, целосно да направиме реконструкција на сите училници и тоа со спуштање на таваните, со поставување на изолација заради енергетска ефикасност, промена на ламби, тоалети, значи да го направиме училиштето едно подобро место за учениците и за вработените. А дека се прават промени и сигурно сите настојувале. Повторно ќе кажам, можеби хигиената е исто така најважна, бидејќи работиме со деца, посебно во вакви услови. Она од што тргнав е промена целосно на санитарните јазли, каде што не постоеја, значи немаше плочки, туку беа само со мрсна боја. Сега се целосно реновирани, поставени се нови плочки, санитари сегде. Заменети се вратите, направено е исто така, и тоа е за пофалба, затоа што денес мора да внимаваме на сите лица, па и лицата со посебни потреби. Еден од тоалетите е прилагоден како тоалет за овие лица, со сите оние додатоци кои што се потребни, како и пристапна рампа по одредени прописи, затоа што имаме и такви ученици. Тоа ни беше една од основните цели. Значи, внатрешно, целосно е реконструирано училиштето точно од овој период, од изградбата пред 60 години. Сега, она што ни не треба да застанеме и она што ни е исто така важно, и она што е цел. Точно оваа година, 1 септември, ние го одбележавме овој јубилеј, символично со звонење на училишното звонче, иако немавме ученици, меѓутоа имавме покането гости, имавме една дружба, бидејќи гости ни беше господинот Драголјуб Настески, кој бил првата генерација и кој сакаше да си ја види училницата во која што учел. Тоа е братот на Диме Настески, директорот од гимназијата. И прво прашање кога тој дојде, ме праша дали имаме физкултурна сала. Значи, тоа е она што го чекавме скоро 60 години и за кое што искрено можеме конечно да се пофалиме, дека е потпишан тој трипартитен договор со Министерството за образование Мила Царовска, со општината, нашиот градоначелник Илија Јовановски и со нашето училиште. Имавме прва средба, точно како во оведна ситуација, одредени работи кои што треба да се отстранат, да се обезбедат и веќе да почнеме со изградба на долго очекуваната физкултурна сала. Ќе зборуваме и за тоа што го очекува училиштето во 2021 година. Ова беше ветување на сите власти претходни, дека училиштето има една од најлошите сали, односно тоа е се адаптирани училници во кои што учениците ги обавува по предметот часовите по физичко воспитување. Ќе зборуваме за таа сала. Малку прескокнав не, јас би сакала да прашам, прочитав некаде дека е потрошено околу 9,5 милиони денари, односно отприлика 150.000 евра, ако така нешто, така би дошло. Не знам математика, но како и да е.
Во однос на она што значи квалитетно образование, посебно во време на пандемија, дали училиштето имаше и дополнителни трошоци, бидејќи навистина требаше да се прилагодат одредени ситуации за да можат учениците, оние кои што онлайн ја следат наставата, да можат да ја следат наставата. Се вложени ли дополнителни трошоци и зошто се потрошени сите овие пари? Вие наброивте дел од нештото што е направено. Верувам дека санитарните чворови беа најважни, бидејќи често дискутиравте дека тоа беше еден основна потреба, бидејќи хигиената е најважна, посебно во овој период. Но, ајде да почнеме зошто се потрошени тие пари и како функционира сега училиштето во време на COVID-19. Точно, значи, овие финанси се потрошени околу сите овие реконструкции кои што ги спомнав. Значи, целосна промена на санитарните јасли, целосна промена на ПВЦ врати во сите училници, исто и тоалети, целосна реконструкција на 22 училници, колку што имаме на првиот и на вториот спрат, реконструкција на ходниците и холовите, промена на подовите, бидејќи имаше пархет, кој што исто така беше во лоша состојба, промена на истиот со топлотен под на горниот спрат во 11 училници. Меѓутоа, не само тука, овие сите реконструктивни зафати, се вложува исто така во нагледните средства, кои што ни се важни за самите наставници. Обезбедени се исто така интерактивни табли, LCD проектори, бели табли, заменети се зелените табли, посебно нагледни средства за наставниците по хемија и по физика. Секоја година, значи, одделенците, она што е потребно за работа со учениците. Еве, точно во овој период на COVID-19 успеавме, значи, обезбедивме стабилен интернет преку T-Home со договор. Она што е во тек и што ни е најпотребно, тоа се компјутерите, бидејќи секој наставник работи од својата училница. И би сакала овде да искажам голема благодарност до сите наставници, затоа што покажа колку наставникот е прилагодлив и колку умее да се снајди и сепак на креативен начин да го пренеси, да го задржи вниманието и на учениците и на овој онлайн начин на настава. Значи, ние ги прилагодивме, ги надоградивме постоечките компјутери и функционираме. Меѓутоа, мислам дека е завршена јавна набавка точно преку локалната самоуправа и нашето училиште треба да добија 25 нови компјутери, со што би немале никакви пречки за реализирање на наставата. Обезбедени се исто така графички табли. Тоа се како помагала посебно на оние наставници чии што предмети бараат пишување на табла. Математика, хемија, физика, така да можат наставниците веднаш како што пишуваат на графичката табла, тоест да излегува на екранот кај самите ученици. Зголемен исто така библиотечниот фонд на библиотеката, обезбедени се 5 енциклопедии, 300 лектирни изданија и тука, значи, имаме направено промени. Исто така обезбедени се средства за промена на голем дел од училишниот инвентар. Значи, обезбедени се 127 клупи, 250 столчиња, 30 канцелариски клупи, столчиња кај наставниците, 20 бироа и тоа исто така поголема сума, мислам дека околу 835.000 денари. Сите овие пари точно се вложени во обезбедување на подобри услови, сепак во обезбедување на нагледни средства, меѓутоа не смееме да ги заборавиме и самите обуки кои што ги правиме кај наставниците, се со цел да бидат во тек за подобро и поуспешно реализација на воспитниот процес. Колку ученици го посетуваат ова училиште во овој момент и колку ученици го посетуваат, но и комплетно колку сега брои кадровски и ученички, да речем, училиштето Кире Гавриловски? Нашето училиште точно, значи, е намален бројот, имаме 875 ученици, од кои учениците од прво до трето доаѓаат со физичко присуство. Тоа се околу 243 ученици, од кои 22 се онлайн настава, а останатите се сите, значи, од четврто деление до девето со онлайн настава. Бројот на вработени се движи околу 73, значи имаме наставници кои доаѓаат од други училишта. Еве, повторно, не само наставниците, тука да истакнам благодарности до стручната служба, која постојано како тим работи, ги организира, помага со наставниците, техничкиот персонал, без кој нема да одржуваме хигиената во училиштето, како и училишниот двор и парк, кој можам да се пофалам дека е еден од поубавите во градот. Тоа се гледа особено во убавите месеци од годината.
Значи сите заедно функционираме, се организираме и работиме како едно семејство. Наградувањето на учениците, односно вклучувањето на учениците во она наставна програма која што во наставна програма, исто така беше актуелно кога не беше COVID-19. Како сега ги анимирате учениците, односно како го излекувате нивниот талент за да дојде до израз, има ли такви можности, како се одвиваат активностите, бидејќи навистина е тешко да се работи виртуелно, тоа го осознаваме и ние преку нашата програма, но има ли можност да се учествува во одредени проекти кои што го подигнуваат квалитетот на воспитување и образование на учениците? Так. Значи, точно оваа година, минатата, ја немавме таа можност, бидејќи беше целосно нова ситуација за нас, меѓутоа оваа година веќе се во тек сите оние пријавувања за надпревари. Точно, мотивацијата може би е помала, бидејќи сите овие надпревари се со онлайн присуство. Меѓутоа, јас пак сметам дека они ученици кои што сакаат и кои што сакаат да напредуваат, заедно со нивните наставници успеваат и најдуваат начин тоа да го сработат, да учествуваат и да бидат наградени. Сега ние како училиште имаме можност, точно, имаме можност според протоколите за работа да присуствуваат со физичко присуство, значи помал број на ученици, а бидејќи на надпревари одат точно помал, па можат да дојдат, да бидат во контакт со наставникот, да разменат материјали, да се подготват. Значи, најдуваме начини, еве и така да поттикнеме. Некогаш книгата е поттик како награда, како парични награди може би не, меѓутоа како енциклопедии, книги, ете на тој начин да ги мотивираме учениците да учествуваат и всушност да присуствуваат, представници од нашето училиште да бидат. Долго време сте наставник, би ве прашала дали ова се одразува врз квалитетот на учењето, врз квалитетот на подготвување на кадри кои што ќе имаат поголемо знаење или помало знаење, какви се осознанијата или разговорите со наставниците, дали ова ќе се одрази врз квалитетот на учењето и образованието на учениците, бидејќи темелот е сепак во основното образование. Најважното, точно темелот е во основното образование. Сите знаеме, јас како наставник, дека физичкото присуство е нешто најдобро, значи живиот збор на наставникот, присуството на ученикот. Ова е точно една полесна настава за самите ученици, затоа што се тие дома следат, сега сметаме дека следат, потешка е ситуацијата на наставникот, кој за разлика од физичко присуство сега треба доста добро да се подготви. Самата технологија не е позната за сите наставници, затоа што имаме наставници од различни генерации, успеваме некако да ги надминиме, контролата што треба да имаат, ја немаат доволно. Јас еве и ученици имам дома, значи сепак овие нови генерации се доста снодливи, умеат да се снајдат. Меѓутоа, мислам дека ќе има последици и точно оваа година нема да се стигнат со оние потребни знаење како што би биле редовно и би оделе со физичко присуство. Сега да започнеме она што го зачнавме на почетокот на разговорот, следи 2021 година, тоа е во рамките, јас би рекла, и на овој јубилеј, бидејќи велам 60 години од Основното општинско училиште Кире Гавриловски Јане, но генерацијски или учебната година почнува од 1960-та, 61-та, па така и оваа година е вклопена и ќе има повод за многу настани поврзани со одбележувањето на јубилејот, бидејќи е значаен јубилеј, значаен бидејќи камо среќа да имаме долговечни институции, ова е повеќе да траа, повеќе од пола век. Прашањето ми е што се планира? Рековте, нагласивте дека ова, јас во наволници ќе речам фамозна спортска сала која што постојано се најавува, 60 години не постои, поминале генерации, имали многу успеси на планот на физичкото образование, ученици освојувале награди, први места на надпревари по различни спортски активности, но за жал учениците секогаш работеле во услови кои што ги имале надвор или па во таа импровизирана
сала, реков не, дај Боже да има светлина салата која што е најавена. Да. Што друго е планирано во 2021 година? Сигурно имате план и програма како би се одвивало токму во оваа насока за подобрување на условите за учење, без оглед што сега учениците не доаѓаат, зградата навистина треба да се одржува, но и секогаш треба нешто да се направи подобро. Се надеваме брзо ќе се вратат во училиште, па тоа ќе им биде добре дојдено. Што се планира во 2021 година? Планирана не е да ја промениме значи оградата и во предниот и во задниот дел, затоа што истата е ниска и се случуваат одредени проблеми, значи од самите граѓани кои ги шетаат своите миленици, потоа имаме кршење на дрвијата, посебно кога се бери липата, на пример, имаме проблеми и имаме потреба да се промени истата. Потребна исто така планирана е промена на фасадата заради заштедување, односно енергетска ефикасност, и тоа е така поголем проект. Додека, како што кажавте, сме имале многу успеси по физичко образование и на државни надпревари, иако учениците заедно со своите наставници работат во една мала импровизирана училница, односно го користиме максимално игралиштето кое што ние, доколку тоа го возможуваат временските услови. Со надеж дека веќе ќе отпочнеме, како што е потпишан договорот, дека најмногу за 6 месеци истата ќе биде изградена. И конечно да се пофалиме и ние со спортска сала. Бидејќи долго, велам, со нашата професија не сме дошле во вашето училиште, малку и пандемијата тоа го направи. Морам да прашам, со што се грее училиштето? Изминатите години се грееше со дрва. Дали се уште? Не, значи уште претходно поставено е парно греење и можам да се пофалам дека стварно ни е доста топло, тоа можат да го потврдат еве и учениците кои што доаѓаат и вработените. Промена има, значи бевме до блиска иднина, да речам, со точно на дрва. Дури промена е направена и во делот кај техничкиот персонал, кој што до лани беше на дрва, меѓутоа поставена инвертер клима и кај нив е целосно променета, значи просторијата и се подобрени условите за работа. И за крај вака да го закружиме нашиот разговор, се надевам дека донесовме една слика на граѓаните како функционира, како работи, што е направено во основното општинско училиште Кире Гавриловски Јане. Ќе ни биде чест и драго и другите училишта да можат да презентираат и да кажат што се е направено, бидејќи се работи за нашите деца. И рековме, основното образование е многу важно и важни се условите за работа во него, како и за наставниот кадар, така и за учениците. Вие сега славите еден друг јубилеј на вашиот патрон празник. Наскоро тоа ќе биде. Зашто станува збор? Значи на 22 февруари ја прославуваме 103 годишнината од раѓањето на нашиот патрон и точно поради овие новонастанати ситуации положуваме цвеќе на плочата на нашиот патрон и на могилата на непобедените. А она што во континуитет исто и патрониот празник, како минатата година, го одбележавме така со снимки од самите ученици, да немаме приредби, да немаме контакти, меѓутоа учениците сакаат кога ќе им се зададе некое задолжение и доста успешно го прават тоа, па и одредени филмови, квизови, на еден начин да го одбележиме нашиот патрон. Така, малку едно подсетување, верувам ќе се вклучат на ваков начин виртуелен активно и учениците, бидејќи тие информации остануваат како трајно наследство на училиштето и верувам дека учениците ќе најдат начин и сила да го одбележат, а ние ќе го презентираме нештото. Јас ви благодарам што ни бевте гостин во емисијата Одговори и одговорност. Се надевам, реков дека го доближавме училиштето до граѓаните, бидејќи прв пат ни сте тука на гости и верувам дека ќе имаме подолгорочна соработка, се во интерес на граѓаните, се во интерес на учениците, сепак парите од граѓаните завршуваат во образовниот систем, дел од средствата што ги издвојуваме како даношни обврзници и верувам дека е должност наша да им кажеме за што се трошат и какви ќе бидат условите за учење на нивните деца, на нивните, да речам, ученици. Уште еднаш благодарам што ни бевте гости. Ви благодарам и јас, се надевам дека ќе ја продолжиме соработката
и ќе информираме околу сите новости што се случуваат во нашата еден континуитет, ќе институција. држиме еден континуитет да не биде вака глобално. Секако. Ја следевте емисијата Одговори и одговорност. Наш гостин беше директорот на Основното општинско училиште Кире Гавриловски Анне Кети Стевананџија и благодарам што одвои време и што не информира за случувањата. Уште еднаш честитки за јубилејот, да се множат годините и да имаме што повеќе ученици кои што ќе ја следат воспитно-образовната настава во основно училиште. Одиме со музика. Како да поголеме општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.